Пред се, чест ни е да бидеме во Куманово на овој голем ден, кога славиме годишнината и јубилеот од почнувањето на антифашистичкото ослободување на Македонија. Нас не водат идеалите на нашите предходници, кои успеале голораки речиси да се ослободат од фашистичките окупатори во една немилосрдна борба која траела со години, но сепак на крај нашиот народ се впишал во редот слободарски народи кои се ослободиле сами во текот на Втората светска година и денеска ние го носиме тој спомен. Сакам да напоменам за вашите гледачи дека тогаш Македонија ослободија работниците и земјоделците, а не великопоседниците, така и ќе биде сега. Крупниот капитал не може да не ослободи, туку напротив не поробува, затоа работниците и земјоделците повторно ќе ослободат Македонија. И оваа генерација е спремна да ја преземе таа задача историска, затоа што ние веќе немаме што да изгубиме. 35 години робуваме на едни исти интереси кои ни ја кројат судбината, ни ги одзимаат годините, ни ги уништуваат можностите, така да денеска овој празник ни служи само како уште еден дополнителен поттик за борбата која веќе ни е оправдана во нашите глави, затоа што знаеме дека целта е конечно ослободување на Македонија и достоинствен живот за сите нејзини граѓани. Останува уште една недела од кампањата, за жал од ваша страна е одбележано што е одбележа. Што може да порачите? Можеме да порачаме дека влегуваме во втор круг. И тоа сме доста сигурни дека влегуваме во втор круг. Енергијата е очигледна, Левица се факторизира како втора најсилна партија во Македонија и тоа е неизбежно. Ние сме спремни да ја преземеме таа задача како што ја преземавме во парламентот. Година и пол дена ја имаме таа улога на најсилна опозицијска партија, сега само цела Македонија тоа треба да го види. Така да после изборите спремни сме да се бориме уште пожустро против владините политики кои се погубни. Вие сами знаете дека 7 милиарди евра се задолживме само во последната година и еве ги резултатите околу нас. Тоа е едно големо ништо. Така да против деструктивната власт ќе се бориме само уште посилно, а атмосферата е крајно позитивна и сметаме дека ќе имаме позитивни резултати.